До пред некој месец заради долг од 150.000 евра, Дојран висеше од програмата за прекогранична соработка со Грција финансирана од Европската унија. Но сега ова општина ќе инсталира мерни станици за квалитетот на водата со лаборатории, ќе набави брод за сечење на езерската трска, а ќе се гради и биогасна централа за енергија, вредни милион евра. Ова е навистина голем пример како две соседни држави може да соработуваат и да работат за доброто на граѓаните кои што живеат во нив. Убеден сум дека животот е многу подобар ако се живее со разбирање, со позитивен поглед на работите и со добри пријатели. Дојран е символ на пријателство, надеж и просперитет. Решавање на проблемите на граѓаните во прекограничните региони само е зацврстува соработката меѓу две држави, а тоа е иднината на Европската унија. Истакна Александрос Самарас од управувачкото тело за спроведување на програмата за прекогранична соработка на Европската унија меѓу Грција и Македонија. Иднината на Европската унија со цел да се избегне нејзино теснување лежи во постигнувањето на понатамошно продлабочување и проширување, дури ако тоа значи зголемување на различности. Ние агресивно продолжуваме да ги отстрануваме бариерите. Нашата цел е да ги изградиме и зајакнеме прекограничните врски и да се фокусираме на балансиран развој и на двете страни на границата. Во Дојран беше одбележен Европскиот ден на соработката, а според министерот за локална самоуправа Сухел Фазлиу, програмата создава јасни перспективи за членство на Македонија во Европската унија. Тие се во секојдневна комуникација. Соработката е воспоставена и благодарение на заедничките проекти кои што се финансират со средства од ИПА програмата на Европската унија. Досега од програмата за прекогранична соработка со Грција, во земјава искористени се 15 милиони евра за реализација на 40 на проекти. Вториот јавен повик тежи 45 милиони евра.